Благодарам. Почитувани граѓани, господине министер, ова иницијатива произлегува од опозицијата и од никаде на друго место, која што опозиција на 18.11. во ова собрание поднесе закон за дополнување на законот за ДДВ и после 22 дена владата во конкретниот случај се сетивте дека ова е добар закон и нормално со деловникот кој што ги има во собрание ви ги искористивте тие работи и во скратена постапка за да прикажете дека еве едно од големите као ветување што ги имал ВМРО ДПМН и сега вие го исполнувате. Значи ова е чисто превземена идеја од СДСМ и од опозицијата. 22 дена на ВМРО ДПМН му требаше да ги проучи овие измени и да на одреден начин прикаже во јавноста дека еве ние излегуваме во интерес на граѓаните, се со цел преку специјалниот телефон да оние донации кои што треба да се плаќаат биде укинат ДДВ-то. Меѓутоа, ние на почетокот на седницата сами кажавме дека ќе го повлечиме нашиот закон, бидејќи ќе биде после овој ваш закон и останува да продолжите сите идеи кои што СДСМ ги дава да бидат преточени во закони, тоа е добра работа. И да се подсетиме дека ова не е прв случај таков, значи претходно имавме случај со професионалните војници, каде што чисто беше украден законот, истото беше со енергетската сиромаштија, истото беше со минимална плата, со бесплатен превоз на студенти и така натаму и да не ги редам сите. И затоа нас ова ни дава уште поголем поттик, како пратеници да предлагаме во ова собрание. Се надевам дека после известно разгледување од ваша страна, од пред се од владата и од пратениците на власта, сите идеи кои што ги даваме во натамошниот период, бидејќи се во интерес на граѓаните, се надевам дека парламентарното мнозинство ќе ги поддржи. Благодарам.